Проблемите со кои што се соочуваат оризопроизводителите во Кочанскиот регион при вчерашната посета на село Долни Подлог беа изнесени пред председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски и представници на локалната самоуправа. Председателот на местната заедница Даниел Атанасов ги изнесе проблемите кои веќе подолго време се провлекуваат во овој регион и се голем проблем за оризарите. Собственици на фабрики за откуп на ориз во Кочани го политизираат откупот, вели Атанасов. Тој тврди дека на оризопроизводители, членови на ВМРО-ДПМН им биле барани членски книжки од СДСМ за да им биде откупен оризот. Според председателот на ВМРО-ДПМН, политиката е недозволлива во пазарната економија. Очигледно е, посочи Груевски, дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Очигледно е дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Од оние кои што го откупиле, 70% не е откупен. Владата даде субвенции, ги зголеми субвенциите, знаејќи дека годината е проблематична. И тие се во поголем дел исплатени, во помал дел се сега во тек на исплата. Така што не е проблемот во делот што владата го има ветено и што е обврска на владата, туку е во делот на откупувачите. Од она што може да го слушнам овдека на теренот е дека постојат веројатно два проблеми. Едниот е што има одреден вишок на пазарите годинава со ориз, а вториот е, како што објасни локалното население, што политиката ги има замешано прстите и во оваа работа. Луѓето тука што беа тврдат дека воглавном одгледувачите, односно оние кои што го садат и го продаваат оризот се припадници на ВМРО-ДПМН, откупувачите на СДСМ, ценат дека се обесправени, дека се откупува само од помалиот број на производители кои што се од СДСМ. Заменик министерот Костадиновски најави дека тврдењата на оризопроизводителите ќе бидат проверени и ќе се спроведат контроли за текот на откупот од страна на надлежните институции.